Утре истекува рокот на кој земјоделците може да аплицираат на 4 јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари наменети за подигнување на долгогодишни насади. Преку овие 4 јавни огласи на располагање се ставени вкупно 4294 хектари државно земјоделско обработливо земјиште до 3 хектари. Тоа е распределено во 31 региони из државата: Гостивар, Дебар, Кичево, Куманово, Ресен, Тетово, Газибаба, Свети Николе, Струга, Охрид, Карпош, Кисела Вода, Чаир, Демирхисар, Валандово, Кучани, Крива Паланка, Крушево, Струмица, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Берово, Битола, Македонски Брод, Виница, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Велес и Штип. Земјоделското земјиште кое што се дава на овие јавни огласи што денеска поминаа на владина седница е за сите насади, односно за сите намени, и тоа долгогодишни насади за лозја, за овоштарници, за оранжерии на период од 30 години, за маслинарници, пчелни семејства, за сите останати намени кои што Законот за земјоделско земјиште ги дозволува, се ставаат во функција нови 4294 хектари. Сакам да најавам дека веќе подготвуваме и нови 2 јавни огласи кои што ќе следат до крајот на месец мај, а кои што се однесуваат за доделување на државно земјоделско земјиште над 3 хектари. Едниот ќе биде за одгледување на сточна храна, односно ќе биде наменет за сточарите на нивно барање, а вториот јавен оглас е за сите останати намени во Законот за земјоделско земјиште. Целта на Министерството е со ваквите јавни повици да се стави на располагање на земјоделците секоја педа обработливо земјоделско земјиште, односно да се обезбедат поголеми услови и мотивација за производство на домашна храна за сите граѓани, додаде министерот Николовски.